Нашето студио е веќе Ѓорѓи Наумов. Добар ден, господине Наумов. Вие сте прв министер за правда во независна Македонија, еден од активните чинители во создавањето на независната држава. Како гледате на тој чин од денешна перспектива? 25 години не е мал период. Дали созреавме како држава и дали ја оправдавме независноста? Прво благодарам на поканата да бидам гост на вашата ТВ емисија. И од ово место сакам и да го поздравам Томислав Слободан, кој што исто така пред некој ден одржа гласот на народот, на сите македонци, пород, како и на сите други граѓани од етничките заедници кои живеат во Република Македонија. Имам таа чест да им го честитам празник 8 септември 1991 година, празник ден на деновите, историски ден, историски празник, со милениум ќе се слави, но тој мора да се стави во контекст со уште два или дена кои што предходеа пред 1991 година. Тоа е првата во државотворната историја на македонскиот народ бележиме многу настани, личности, дати и така натаму, кои што благодарам на македонските историчари од Институтот за национална историја. Веќе постојано секој ден гледаме по некои емисии, запознавате младината со историските собитија. Но од тие сите настани, Стојан Христов, нашиот писател од Америка, ја опишува негде на околу 250 борби, бројни жртви, така натаму. Значи, првата во еден век, македонскиот народ во еден век, тоа е 20 век, успеа да, така да речем, создаде три држави. Првата е Крушевската република, втората е Асномската и третата е 1991 година, третиот Илинден. Ретко може да најдете држави како нашата Македонија во еден век краток. Тоа е еден век краток 100 години, нема ни 100 години од 1903 до 1991, значи за 90 години успеа народот делумно да ги оствари своите вековни стремежи, создавање на своја самостојна, суверена, независна Република Македонија. Денеска е четврт век од минатото. Едино што забележам кога дават снимката на телевизија, гледам колку сум постар од тој период. Колку ти биде помлад тогаш. А жена ми дори ми вика, ме гледа, па не, ти изгледаш сега помлад од таа снимка што викам, не знам, ја барем не се осеќам така. Важно е не за така да изгледат. 86 години сум, ова е 87, но што сакам да кажам, сега барем тие што тогаш, во тој период, 1991 година, не ја сакаа Македонија како самостојна, суверена, независна и денес не ја сакаат. Па погледнете на сите овие настани, свечености, приеми, така натаму, ќе ги видите. Оние кои што тогаш викаат само мртов преку мене може да правите суверена држава, или Кои се тие, господине? Премиерок што не успеа. Кои се тие? Сега сите велат дека биле за независна суверена Македонија. Кој како суверен до мене седеше Денко Малевски. Денко Малевски до мене седеше. И јас викам, прво професоре, морам да ти се извинам, бидејќи ќе морам да зборам нешто против тебе. Благодарам на твојата елоквентност, на твојата искуство и така натаму, но јас немам поверење на седница на владата, го кажам. Но јас немам поверење вие да ме застапувате во Обединените нации од причини што вие сами рековте, не сум јас за суверена Македонија. Македонија не може самостојно. Немам ти таму како Денко Малевски, како Црвенковски, како се викаше синот на Црвенковски и Цвеќарката, веќе заборавам некој имиња, Цвеќарката, тројцата наши представници во Обединените нации, кога се сретнат, они крокодилски солзи ронат за Југославија, не за Македонија. Вие сепак бевте една влада. Заедно бевте тоа, кабинетска влада, составена експертска. Да, јас се викам државотворна. Нека биде државотворна, но и овие луѓе за кои што говорите се дел од историјата, значи вие како влада сте донели одлуки, што ние сега ги практикуваме. Без разлика на разликите идеолошки за кои што сега говорите. Како? Без разлика на идеолошките разлики за кои што... Без разлика на идеолошките, али сакам да кажам, еве го, земете го првиот председател на плуралистичкото собрание Стојан Андов. Па тој е подписник на одлуката за распишување на референдум за самостојна независна Македонија, не дојде на изборите. Не гласаше, беше во Грција и избега. А зошто избега? Затоа што имал сознание, он беше
лидер на реформски сили, на Анте Марковиќ, партијата на Анте Марковиќ. И он избега затоа што од Анте Марковиќ и од Камповски го признам. Да, ќе биде гостин господин. Да, ќе биде господин Андов ќе зборува за неговата улога. Кажете ни вие малку повеќе за вашата влада. Таа беше избрана на 20 март 1991 година, неколку месеци е тоа пред референдумот. Што направи таа влада за независноста на Македонија? Таа влада ги постави темелите на ова денешна суверена независна држава Македонија. Ние може ли да се присетите? Да. Прво референдум, па уставот, па парите ги донесе, па сите обележја, сите потребни закони во тој период од неколку месеци, ние успеавме да ги изработиме и да ги доставиме собранието. Ние со еден збор, со неколку збора, ние сега ги ставивме темелите и дадовме сите основни параметри за да може државата да функционира како секоја друга балканска и европска држава. Но, ние ја изградивме државата. Веднаш после нас, тие што дојдат, тие ја разградија државата. Ја разградува државата и денес ја разградува државата. Тие ја социјално обезличија македонската нација, социјално го расслојија македонскиот народ. И не е оноа за кое што идејата на илиденците, идејата на нашата експертска влада да создадеме независна држава Македонија, деломно се остварени. Ние и денеска не сме, јас некој пати викам, Божем суверена, Божем независна. Како Божем суверена, Божем независна, кога гледаме дека сите странски опции така натаму, Брисел не се беше во сите внатрешни работи. Не сме ние држава или не сме држава. Морам да кажам дека Обединените нации се создадени покрај другото и со потпис на наш македонски представник во месец мај, јуни 1945 година во Сан Франциско беше нашиот Емануел Чучков од име на Република Македонија и од сите републики имаше свој представник кој седа 2 месеца таму и декларацијата за Обединените нации е со потпис меѓу другите и на нашиот Емануел Чучков, представник од македонска АСНОМ и така натаму. Овде има една ова ваша книга. Да, моја книга. Пат во плурализмот. Да. Во 2003 ја издадовте. Да. Има една слика на која инсистиравте да ја покажеме, на која има 5 личности, штипјани. Подобро, љубише само. Штипјани. Да. Меѓу кои се Киро Глигоров, господин Михаил. Тоа е премиерот Љусев. Ѓорѓи Наумов, да, и господинот Јордан Мјалков. Тоа е од музејот. Значи ние сме влегле веќе во музејот како историски личности. Петорка Штипјани. Овие се луѓето за кои што велите дека се борија за Македонија. Да. Тука и председателот Киро Глигоров. Да, признавам, јас сум главниот Тој беше број 001 на Социјалдемократскиот сојуз, тој не беше Велородец. Да, број 1. Он дојде на прогласувањето на бината од како по трети пат премиерот Клюсев со пејџер го викаше председателе доведете на бината од 9 ќе настапи од 9 септември, а тоа е ден на бугарите. Доведе и третиот пат дојде се качи на бината. И на бината нема друг освен национално определен или ВМРО-ец. Нема друг. Погледнете, нема ни од социјалистичка, ни од реформски, ни од кои други партии, повеќе партиски систем. Вие бевте експертска влада, така? Да, љубише, експертска влада се води. Господине Наумов, во јавноста постои во овие 25 години дилеми која избра таа влада, чија влада беше, кој го направи изборот на министрите? Дали таа беше влада на Киро Глигоров или беше влада на Никола Љусев? Сега ќе ви кажам. Многу се шпекулира околу тоа, еве и вчера во весник читам дека Гоше, Петар Гоше вика нашата опција беше јасна. Прво, федерација, конфедерација, па трета опција му било независна Македонија. Тој збори невистина. Ја лажи македонската јавност. Морам да ви кажам дека првите парламентарни избори се држаа на 11 декември, кои и сега ги закажаме. Унапред ти кажам на сада сме дека губат. Тој ден е наш на 11 декември 1991 година ние како партија победивме со најголем број на пратеници. 90. Условно 90 година. 90 година. Меѓу први и вториот круг од 11 декември до 25 декември на вториот круг кај мене дојде стројник во Штип, представник на Социјалдемократскиот сојуз или СКПДП.
и бараа со нас, со ВМРО, со раководството на ВМРО средби, за да видоа дека ВМРО ќе победи, за да ги делиме унапред функциите на еден вид коалиција. Во мојот дом дојде Киро Глигоров, Тито Петковски, Петар Гошев од крилото на СКПДП. Тука бев јас, синот мој Васил Домов, еден од основачите на партијата, Змејко и Лјупче Георгиевски. Седевме 3-4 сата и преговараме. Основна цел беше на Социјалдемократскиот сојуз Киро Глигоров да биде председател. Ние рековме, ако сте пред да се состанеме во мојот дом, Аберо кога дојде, дали сакате да преговараме за коалиција делба на функциони? Ние рековме, Аберо го вративме, ако сте за самостојна, независна, суверена Македонија, се слагаме. Ако не се слагаме, ако не се слагате, нема што да доаѓате, нема што да преговараме. И еден од условите за да го избереме Киро Глигоров беше прво да се донесе декларацијата за независна Македонија 25 јануари 1991 да. Да, лапсус може да правите. Значи, еден од тие услови беше и затоа на 21-иот пат не го избравме Киро. Не го избравме. Вториот пат, откако он рече, јас се слагам со програмата на ВМРО, да помена, јас сум тој кој ги убедил пратеничката група во соба број 92 или 192 на третиот спрат во парламентот. Гласете, ние немаме човек друг зрел и во таков Па после Киро Глигоров ја убедувал СДСМ да гласа за владата. Па претпоставувам на тој начин возвратил. Видите, беше договорено, но на крајот пак се расипа работата. Иако се договоривме, беше договорено од првиот до вториот круг да не се напаѓаме и да одеме на вториот круг и вториот круг власта да ја делиме. Киро Глигоров, јас лично протежирав Киро Глигоров да биде председател на државата, бидејќи тоа го бараше СКМПДП, а јас како Штипенец, знаејќи го Киро Глигоров дека уште во НОП даде протест против АНО, што бара Македонија во заедничка борба со југословенските народи, едно робство заменето со друго робство не е слобода, частно ослободен народ или частичесно, не частно, не частичесно слободен народ не е слободен народ. И викам, човекот го испудија од Македонија, нашето раководство Колишевски и други го испудија во Белград 45 години, викам, ние немаме поздрав човек од него. Арнам, откако ја расипавме работа, се растури Тито Петковски во преговорите накнадно на 6 декември, не 6 јануари, вика, па вие немате, не, околу декември беше, па вие немате кандидат за председател. Немаме ли кандидат за председател? Отидовме кај владиката Методи Ѓорѓев, нашиот архиепископ кој е тука. Отидовме кај него во Велес и да прашаме, а тоа го направивме бидејќи мојот брат и татко беа во затвор, лежеа заедно со господин Методи Гогов. Лежеа затвор и репресираните, јас со тие репресирани, тие ми се мои врсници, роднини, соборци и така натаму, и прашав која личност. Вика, со нас следеше затвор. Му одевме таму во Велес, му нудевме да биде председател на држава, он рече, Киро владиката рече, вие деца, така не озов деца, ако ја прашаја Македонија на крст да ме распнете, можете и на крст. Ако треба, ќе бидем Скопски македонски Макариус. Добро, и тоа не успеа, бидејќи Уставен суд да рече дека не може една и друга функција да врши. После вративме на Киро Глигоров, го предложивме Блаже Ристовски. Блаже Ристовски откажа за председател, откажа за председател. Потоа го нудевме и за премиер и премиерската функција откажа. Сметате дека клучеве. Сега уште нешто е битно. Ми прашувате кој го избра Киро Глигоров. Значи јас сум од тука и кој избра владата? Ги убиде. Владата исто јас се направив. Викам, имаме интервју во Република и председател на државата и премиерот се избрани во мојот дом. Јордан Јалков беше во Прага. Јас му се јавам, Јордане кум сам негов, Јордане доваѓај и правиме држава. Ние сме со него дале клетва ше 46-та година како ученици дека ќе се бориме под она со крсто и камата. Доваѓај ќе те права министер. Шо министер бе навнатеше работи? Ајде вика ќе победиме. Доваѓај го доведов кај Киро Глигоров, рекол овој треба да биде министер и тачно дојде кај мене. Јас го направив веќе списокот, нов список. Киро Глигоров, 4 кандидати, му предложивме не избран ниту еден од 4.
Знаете ги тези истории, Целепаче и да, другите. има многу детали околу историјата. Многу детали, ще само да го докажем, Многу личности се разли да беа. Јордан Милјалков вика, абе, нема ти го Клюсев у списокот, ајде ќе односам списокот, чуам ги денеска и у мемуарите го пишам. Не Киро Глигоров. Абе, викам, Клюсев не беше суден за ВМРО, Клюсев беше, викам, за ИБ, викам, не ми го предлагај. Затоа на Јордан Милјалков го стави у список и ги однесот на Киро Глигоров и он го избра. Прво му понуди на Блаже, Блаже Ристички одбив, му даде на Клюсев, Клюсев одма прифрна, така да со право никој не ми оспори, кажувам дека во мојот дом е и Киро Глигоров и после таа процедура, важно, се договоривме тука. Тука беше езрито, рекол еден од главните протагонисти за успевање на изборите и така натаму. Добро, Љубиша, тука би го завршиле овој дел. Има уште многу детали. Има многу историјата, 25 години помина. Историчарите Како и да ви благодариме за вашето учество во емисијата и за придонесот што го дадовте, за вашето одвоено време. Навистина, вие сте еден од ретките се уште живи учесници директни во тие собитија. Па само јас сум жив во тие 5 минута, само јас сум жив. Јас едно сакам да кажам, Павел, да заврши емисијата? Па да, за привршуваме. Павел Шатев рече, без мене не можете да ја пишете историјата. Без нас не може да ја пишете историјата. Има многу, ако имате време, само да ви кажеме секвенца од Уставот кога донесуваме. Кога донесуваме Уставот, нели ВМРО гласаше и се донесе Устав. И Киро не покари горе на коктел. Одеме кај него, викам, председателе, без ВМРО нема држава. Абе, много се прости вие твои, вика, пратеници. Викам, председателе, ние сме сега како партизаните. Кога дојдоа партизаните, одма става кокошкари, годубари за председатели. Ние нека седат овие мои пратеници 40 години во овие клупи, ќе видите какви ќе видите. И на крајот на 100 години тоа, сега 40. Како? Нема биле тие од Сојузот на комунисти биле 40 години, за тоа биле попрефинети. Пратеници од ВМРО, морам да изразам крајна благодарност на пратеничката група од првиот плуралистички парламент заедно со нас од владата. Добро. Така, има многу секвенци. Има и разлики, веројатно не се служуваат сите, затоа и плурализам постои за кој што пишувате. Работа на историчарите. Да, добро и на политичарите, и на историчарите. Ви благодариме. Ви благодариме. Сега да погледнеме, Љубиша, предлагам дел од изјавите од 91 година и на првиот председател Киро Глигоров и на премиерот Никола Клюсев, доколку се подготвени да ги погледнеме. Добро,